Повелете? Повелете? Значи, јас стојам на сите мои позиции кои што досега сум ги кажал. Не верувам во добри перспективи на државата ако вистината за одредени случаеви кај што се заинтересирани нашите граѓани останат затворени. Мора да бидат обелоденети сите вистини и сум уведен дека тоа ќе се случи. Може би очекувањата беа дека ќе има некои специфични процеси во моментот и за Никола Младенов и за Монструм. Или не знам, за други случаеви кои што заинтересирана условно кажана македонската заедница, а за некои заинтересирана условно кажана албанската заедница, знам дека вистините за сите процеси ќе бидат излезени и секако тоа е веќе обврска на институциите и тие институции ќе ги покажат самите вистини. Се работи за комплексни предмети, тоа не треба јас да го објаснувам. Знаа дека истрагата мора да биде подкрепени со материјалните докази, покрај индициите кои што постојат таму во ваквите случаеви и сум убеден, знам дека вистината за сите овие случаеви од важен интерес за граѓаните ќе бидат отворени. Не може да има перспективи ни една земја, ниту нашата Македонија, ако не ги даде одговорите пред граѓаните, преку правни процеси, јавно, транспарентно, за сите овие прашања за кои што жеднеат граѓаните буквално да ги добијат неопходните одговори. За прашањето за употреба на јазиците стоиме на нашите стојалишта. Апсолутно не мислам дека треба да купуваме време, да калкулираме или слично. Знаете, ова прашање не е повеќе прашање за кое што треба да се залагат ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците, ДПА или некоја друга, уште помала партија. Тоа е подеднакво прашање и на ЗАЕВ и СДСМ, заради тоа што за нас гласа и граѓаните од албанската етничка заедница. Но тоа не е само причината. Причината е што оваа влада има намера да ги затвара со решение отворените проблеми, а не да ги става под тепих или да ги одложува. Во процедура на она што значи реформи и она што значи политички патокас на идната влада во делот на нашите ветувања, секогаш со нашите европски партнери сме имале консултации. Тие укажа да кога ќе биде донесен законот за употреба на јазиците на влада, да биде пуштен на Венецијанска комисија на мислење. Зошто? Заради тоа што паралелно зборуваме за почитување на меѓународни стандарди, меѓународни институции, на нашата тенденција кон Европската унија. Но ние ќе донесеме законот како влада. И законот ќе донесе владата на отворена седница. И ние нашиот став ќе го потврдиме гласајќи консензуално таму. Тоа значи ниту ЗАЕВ, ниту Алијанса, ниту ДУИ ќе се оградат вакви закони. Јас се надевам дека ќе дадат своји коментари и другите политички партии. ВМРО ДПМН зазеде позиции дека сака да ги промени своите позиции кон албанците во државата. Еве прилика. БЕСА исто така треба да биде вграден, ДПА исто така треба да биде вграден со своји коментари. Значи, законот за употреба на јазиците, штом ќе го донесе влада, ние не го криеме, ние стоиме за него и веќе одлука е донесена. Веројатно пред да го донесе парламентот треба да го согледаме мислењето од Венецијанска комисија или ако имат разбирање комесарот Хан, Европската унија, ние би го донели на парламентот. Немаме око да ни трепне, а после ако има нешто од Венецијанската комисија спротивно, но на што веќе изгласено, сме спремни да го подготвиме. Значи, апсолутно немаме резерви по оглед на ова прашање. Со коалиционите партнери ги водиме процесите, за да час поскоро ги процесуираме и да бидат јавно обелоденети.
Повелете. Ако Венецијанската комисија нема 4 години да разговори, што би направил? Ќе однесеме законот и после ќе чекаме. Најверојатно, опција постои ако имат разбирање европските партнери. Законот покрај влада да го пуштиме до парламент и да го донесе парламентот. А после нека дојде Венецијанската комисија. Или додека парламентот го стави на дневен ред, може да стигне мислењето од Венецијанската комисија. Ние апсолутно не калкулираме да купиме време заради Венецијанска комисија. Не, законот треба час поскоро да го донесеме заради тоа што е ова влада на решавање на проблемите. Заради тоа што јас сум убеден, ако ова прашање го решиме, го ставиме буквално во архивите на негово имплементирање и повеќе нема да биде отворено политичко прашање. Ќе засукаме ракавите, ќе работиме на економските проблеми на граѓаните и на европските перспективи. Немаме никакви предрасуди. Јас стоев овде, исправен пред насилство, заедно со колеги пратеници и не попуштивме, меѓу другото и на ова прашање. Тоа што сме го кажале, стоиме позади тоа и се надеваме час поскоро дека ќе биде реализирано. Господине Заев, Повелете. дали има консензус во опозицијата за договорот или сте близко до консензус, договорот за Бугарија, или пак има некоја точка во која суштински Денеска ние не одлучувавме ниту владеачките пратениците од владеачките партии, ниту пратениците од опозицијата. Денеска беше еден одличен пример како државата се обидува со сите политички партиципенти да гради национален консензус. Може ќе успееме во тоа, може и нема да успееме. Но самиот чин што го правиме денеска е за поздравување, јас имнувам кап на сите учесници од политичките партии застапени во парламентот. Денеска добив сугестии како преговорач од име на Република Македонија. Сите сугестии ги сваќам најдобронамерно. Ние заклучивме дека исподелуваме исти грижи и го гледавме моментот како да ги поставиме позициите во исчекорот кој што треба да го направиме и дали треба да го направиме. Апсолутно сето ова мене ме прави попаметен. Јас денеска научив од искусни луѓе, министри, пратеници, одредени сугестии и вниманија кои што треба да ги имаме. Сум ги имал заедно со советниците, со министерот за надворешни работи заедно, но ова може да биде еден квалитетив нов на позиционирање на Македонија, барем ако не друго, за прашањето од национален интерес, а имаме уште многу почувствителни прашања од ова прашање, како што е проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Сугестиите ќе бидат земени во предвид, продолжуваме ние разговорите со Бугарија, се до моментот додека не дојде делот на потпишување на договорот. Некои велат, добро, еве ако се вградат овие работи, ги прифати Бугарија, ви се грижи или слично, ние не можеме да знаеме дали бугарскиот парламент дал некои специфични упатствија кон премиерот на Бугарија, па можеби и тие ќе излезат со одредени сугестии. Начинот на кој што се движиме е исправниот начин, треба да го поддржиме и заради тоа изразувам респект, а се надевам искрено, ја сакам на 1 август да потпишеме договор. Но тоа секако може и да не се случи, може ќе се случи во септември, може ќе се случи во октомври, но јас сакам на 1 август да го постигнеме и потпишеме овој договор.